Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска сум заедно со министерот за труд и социјална политика, дополнителната министерка за труд и социјална политика Станела Шкриелј во посета на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во Скопје. Ова е прв ваков центар во нашата држава, треба да се отвори уште еден во општина Битола и тој ќе биде регионален, исто како и овој. Целта на овој тип на центри е поддршка на семејствата кои што згрижуваат деца, кои што се во институции, биле во институции, или деца кои што имаат ризик да бидат оставени во институции, се со цел да тие добијат соодветна грижа и припрема за можеби сместување во згрижувачките семејства. Дополнително мајките кои што се во ризик да ги остават своите деца во институции, исто така може да добијат поддршка во овој тип на центри. Во делот на социјална заштита, навистина, згрижувачките семејства имаат голема улога или клучна улога во тоа да обезбедиме соодветна грижа и семена нега за сите деца кои што се во ризик да или останале без своите родители. Токму затоа со Законот за социјална заштита, овој тип на кој што се донесе во 2019 година, овој тип на центри се регулира и законски, им се даде основа, но исто така се зголемија и надоместоците за згрижувачките семејства, затоа што не само што им е потребна професионална поддршка и тренинг на згрижувачките семејства, им се потребни и финансиски средства. Токму затоа за 30% се зголемија и надоместоците за згрижување на 1, 2, 3 или 5 деца, колку што е максимот во едно згрижувачко семејство. Да не заборавиме дека згрижувачките семејства навистина помогнаа во нашата држава за да го завршиме процесот на деинституционализација на деца. И токму со нивна поддршка и со поддршка на малите групни домови денеска немаме повеќе деца до 18 години во институциите во нашата држава. А овие институции, кои што порано беа домови за деца, сега се трансформираат и стануваат услуги за социјална заштита на локално ниво. Понатаму и другите институции кои што се затворени, продолжуваме да ги трансформираме во современи услуги, кои што значат директно поддршка и грижа за нашите деца и ранливи групи на граѓани. Благодарам. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, како што гледате тука сме заедно со вице-премиерката Царовска, со мојата колешка дополнителен заменик министер Шкриелј, со директорката на 11 октомври, со директорката на Центарот за социјални работи на град Скопје. Навистина ни представа големо задоволство што бевме тука и правевме една обиколка да видиме што е направено. Навистина тоа покажува дека се грижиме. Згрижувањето на децата е благодарна мисија на поддршка на децата кои останале без родители и родителска грижа. Тие растат во семејна средина. Но, за да можат згрижувачките успешно да се справуваат со предизвиците, и ними е потребна поддршка за решавање на моментен проблем или за посистематско стекнување на знаење и вештини. Во текот е формирањето на двете центри, како што кажа и вице-премиерката, поддршка за згрижувачките семејства и тоа како организациони единици, како што сме сега, Детскиот дом 11 октомври во Скопје и домот на доенчиња и мали деца во Битола. Реновирањето на просториите во Детскиот дом 11 октомври, каде е сместен и Центарот за поддршка за згрижувачки семејства, во рамките во кои има Центар за поддршка за мајки со деца, се реализираше со поддршката на УНИЦЕФ и за оваа поддршка навистина сме благодарни.